Со сослушување сведоци предложени од обвинителството продолжи судскиот процес за пожарот во Кочани. Паралелно со рочиштата во Идризово ќе се одвива и судењето против 13 полицајци обвинети за тешки дела против општата сигурност. Судечкиот совет не ги прифати барањата на одбраната за спојување на двата судски процеса во еден. Судењето го следи Михајло Видимлиски, во живо го имаме во вестите, па Михајло повели да чуеме какви детали за трагедијата изнесоа денешните сведоци. Така е, Борче, да почнеме првен со барањето на одбраната за спојување на оваа постапка со постапката во која што се обвинети 13 полициски службеници во предметот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Обвинети се за исто кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Токму тоа беше аргументот на одбраната да се спојат овие два предмети, меѓутоа судот го одби барањето. Образложението на судијката Дијана Гроевска-Илиевска по советувањето беше дека сепак тоа би довело до одолговлекување на постапката и самото тоа што се работи за исто кривично дело, според неа не е доволен основ за спојување на овие две постапки. Еве да видиме, да слушнеме првин кои се аргументите на одбраната за спојување на постапките. Бидејќи станува збор за ист кривично правен настан, на кој што се разгледуваат истите последици, не знаеме кои докази ќе бидат изведувани во таа постапка, бидејќи не сме дел од таа постапка, сметаме дека е целисходно се да биде ставено на едно место и имајќи го предвид ставот на ОЈО дека ќе дојде до редукција, односно намалување на бројот на обвинетите, бидејќи и тогаш и сега тврдиме за овие правни квалификации кои што постојат во овој предмет, најмалку 80% од луѓето не треба да се во судницата. Денеска во продолжение на судењето во судницата во Идризово се сослушуваат 4 сведоци, досега 3 сведоци се сослушани. Едниот од нив бил критичната ноќ во дискотеката Пулс во Кочани, зборуваше за моментите за настанувањето на пожарот, додека вториот сведок кој што зборуваше пред судот е лице кое што работело пиар за групата ДНК. Еве дел од нивните сведочења. Во 2 часот и 34 минути пожарот беше почнат. Се упатив кон влезната врата од каде влегов, ама до средина. Застанав затоа што имаше голема група луѓе, настана стампедо. Сите се туркавме и немаше како да излеземе. Имаше голема топлина, чад и наеднаш осетив како од плафонот паѓаа црни капки, изгледа сунгерот беше тоа. Ми паднаа на грбот и имам изгореници од 2 степен. Тогаш ме фати паника и почнав да се туркам, не можев да дишам. По трагедијата неколку пати разговарав со Денис Даутовски, кој порано учествуваше во подготовка на сценските настапи на ДНК, но неколку месеци пред 16 март се пресели во Германија. Ми кажа дека за настапи предходно ДНК прскалки купувале легално од продавница во кисела вода. Денис ми кажа дека порано бил задолжен за активација на прскалките и никогаш немало проблем. Не сум сигурен кој потоа ја презема таа улога. Слушнавме денеска во судница, не беа изнесени некои нови детали, се работи повеќе за работи кои што веќе се познати во јавноста околу случувањата во дискотеката Пулс во Кочани на критичната вечер на 16 март лани. Останува да се сослуша уште еден сведок за денеска пред судот, па да видиме што и тој ќе каже во неговиот исказ. Студио. Михајло Видимлиски во живо за досегашниот тек на денешното рочиште за трагедијата во Пулс.